Работниците се почесто бараат заштита од газдите, права и правда очекуваат од Хелсиншки. Токму во оваа институција најчесто пријавуваат прекршување на нивните работнички права. Фиктивно тие работат од 6, да речеме, до 3 часот, но она што доаѓа до нас како информација дека тие во 3 сатот кога ќе искуцаат картицата, потоа повторно се враќаат на работа и работат до 6 па и до 7 навечер. Знаете дека работат и за време на викенд, за време на празници. Многу често не им се наплатува тој прекувремен, да речам, труд. И секако има многу поплаки за односот на нивните работодавци. Освен кај Хелсиншки, граѓаните се почесто тропаат и на вратата на Народниот правобранител, а најголеми забелешки имаат во 3 области. На прво место и понатаму е правосудството. Нема надлежност да преиспитува и да менува правосилни судски одлуки, согласно на тоа јавно обвинителски одлуки, меѓутоа граѓаните понекогаш доваѓаат и за совет како да постапат понатаму. Како втора област беше радиодифузната такса, која што е веќе укината. Трета како област се работните односи, меѓутоа тоа се повреда на права во приватните правни лица, каде што Народниот правобранител нема директна надлежност, меѓутоа посредно постапува преку инспекцијските служби, тоа е Инспекторатот за труд. И двете институции по преставките реагираат до Државниот инспекторат за труд, во чии раце е понатамошното постапување, надзор, вонредни контроли и изречување на евентуални опомени и казни. Само во последните 2 месеца по интервенција на Хелсиншки, инспекциите влегоа во 4 фирми на истокот и констатираа прекршување на работничките права. Но она што треба во иднина да се работи е зајакнување на довербата во институциите, кој се мост помеѓу граѓаните и инспекциите. И граѓаните сметаат дека Народниот правобранител е една од најтранспарентните и најотворените институции во државата, но исто така тие во исто време не се доволно запознати со надлежностите на Народниот правобранител и често пати не се ни до крај убедени во моќта, силата и авторитетот на Народниот правобранител да ги заштити од дискриминација и кршење на човековите права од страна на државните институции. Овие насоки се излезени по граѓанскиот мониторинг на Народниот правобранител, во кој се потенцира дека за институцијата да работи како што треба, неопходна е финансиска независност и соодветен број на вработени.